И денес нема добро утро, затоа што кога е ден на жалост, не се посакува добро утро. Не може и ова утро да биде добро за нас, се додека барем малку не избледне тагата која ја чувствуваме како општество од овие 59 млади животи кои изгасна, и еден херој, возач на амбуланта кој почина од тага за сликите кои ги гледал. Вчера се случи погреб. Македонските медиуми многу одговорно се однесуваа. За среќа покажавме достоинство сите, покажаа достоинство и властите кои не дозволија вчера да се злоупотребува. Имаше одредени изблици на таблоидите од соседна Србија, но по реакцијата на српските институции кои им наложија да ги избришат материјалите од погребите, се случи и тоа таму. Нашето општество тагува, во исто време нови апсења. Вчера, откако беа уапсени уште 7 високо позиционирани полициски службеници од источниот регион, вчера беа уапсени и тројцата поранешни градоначалници на општина Кочани. 2 од ВМРО-ДПМН, 1 од СДСМ. Уапсени се Николче Илиев, Љупчо Папазов и Радко Димитровски. Почнували акција Сабија во Македонија и почнували расчистување со организираниот криминал и корупција. Вчера премиерот Христијан Мицкоски најави дека ќе се реотворат и случаите модуларна болница која изгоре со 15 луѓе во Тетово, нешто за кое буквално никој од корумпираниот систем не сносеше одговорност. Случајот Ласкарци, каде што исто така загинаа голем број наши сограѓани, случајот Беса Транс, има уште многу знајни и незнајни. Со мене ово утро Агим Јонус. Агим, подготвена ли е Македонија и може ли да се пресмета со овој октопод, да го цитирам Бранко Црвенковски, со оваа длабока држава, со овој длабоко корумпиран систем, поради кој младите не умираат? Значи, како што рече, се согласувам, нема добро утро. Нема добро утро, нема калимера, нема ништо, се додека нештата не ги ставиме на своје место. Значи, оно што во понатамошниот текст, јас би сакал да го зборам, за една галактичка жал се темели во смртта на 59 млади невини животи. Така да, што и да се каже е излишно затоа што кога се нема зборови, тука работат чувствата. Чувствата не треба веќе да ги опишуваме, доколку имаме барем малку душа, доколку имаме барем малку свест и доколку имаме барем малку чувство на родител, пријател, другар, комшија, граѓанин и така натаму. Да се разбереме нешто. Јас во оваа емисија би сакал да разговарам малку посериозно на една тема која и тоа како е сериозна, да не кажем историски пресудна за ова наше општество. Ќе го поделам во 2 дела. Првиот дел би бил моето директно обраќање кон премиерот Мицковски, а второто е една ексклузивна информација која доколку не помине понатаму од овој етер кој што ние денеска го користиме за да пласираме информации, ќе биде жалост. А тоа треба да потикне ланец. Имено, ќе почнем со обраќањето на директно кон премиерот Мицковски. Почитуван премиер Мицковски, го имате мечот во своји раце. Мечот што го држите во раце треба дефинитивно на Македонија да и донесе ред,
ред и просперитет. Просперитет во оваа држава не може да има доколку нема ред. Вие, почитувам премиере Мицкоски, сте председател истовремено и на ВМРО, премиер на владата на Република Македонија и човек кој што е актуелна особа која може да повлече конци, може да промени нешта, може да направи чекори кои што на оваа Македонија треба да ја донесат поинаква слика. ВМРО не е Македонија. Македонија сме сите ние заедно. Што сакам да кажам? Дека се во ова што го правите и се надевам, а јас ви верувам, дека ќе го направите, што го најавувате, без поширока соработка директно со народот нема да можете да ја направите. И затоа, останете на оваа линија, каква што сте пласирале, соработувајте со народот, и јас мислам дека чекор по чекор нештата, ако ништо друго, ќе донесат некакво поинакво светло врз оваа Македонија. Да се разбереме, почитувам премиере Мицкоски. Јас сум сигурен дека бројката на луѓето што стојат зад вас во ова што вие го пласирате, преземате и што го најавувате, таа бројка е огромна. Ја имајте и мојата лична поддршка како Агим Јонус. И јас со својот темперамент би кажал дека треба и уште посурови да бидете. Уште безмилосни, по-безмилосни и уште поостри во своите настапи. Затоа што го имате историскиот момент во рацете, го немате само мечот, туку ја имате и историјата во рацете. Ако ние 30 и кусур години зборуваме, се шегуваме, сме полусериозни, несериозни, цинични, вакви и такви кон државата, гледајќи ја како таа пропаѓа и како таа оди во бездна, крајно време е вие тој чекор, тој јазол, таа бесилка на ова наша земја, да ја пресечете со собствениот меч, кој го имате во рацете. Повторувам, поддршката ја имате. Затоа што начинот, правецот и моделот по кој што Македонија обстојува води кон се, само не кон добро. И затоа, јавно овдека, сакам уште еднаш да ви дадам поддршка. Не затоа што вие сте ВМРО, повторувам, туку затоа што сте човекот кој што го има мечот во рацете и историскиот момент во рацете. Продолжите, народот тврдам, сигурен сум дека ве поддржува. Имајте храброст, имајте доблест. Тоа е првото. Првиот дел од тоа што го сакам да го кажам. Вториот дел од тоа што сакам да го кажам е, ајде една мала анализа да направиме. И да ви пласирам една вест која ја чув. Значи, сигурно повеќе од половина Македонија е дивоградба. Легализирана. Легализирана дивоградба. Дел од неа легализирана, но и тоа што е легализирана не значи дека не е дивоградба. Имаш повеќе од 50% легализирана дивоградба. Имаш не мега, не гига, туку тера криминал. За да се доведат нештата на свое место, за да се испазат критериумите за правилно функционирање на нештата, нештата мора да се чепнат, што значи да се направи комплетна ревизија. Кои институции функционираат онака како што треба, не на економски план, туку на еден план кој што гарантира безбедност при работа, кој што гарантира услови кои му гарантираат на оној што нешто работи, дека го работи во услови какви што треба. Сосема се едно ми е како ќе биде прифатено ова што сега ќе го кажам, а ќе го наведам како пример
и спремен сум потполно морално, одговорно, кривично да одговарам за ова што сега ќе го изнесам. Па нека биде, еве, дозволувам и допрен глас до релевантните институции да преземат мерки доколку сметат дека треба, а мора, не е дека треба. Мој пријател, близок пријател, архитект, вчера ми го вели следново. Една од приватните гимназии во Скопје. Колку има? 3? Ако не се лажам. 3-4. 3 или 4, да. За останатите не знам, зборувам за конкретниот случај кој го слушнав од мојот пријател, кој стои за тоа што го зборува. Значи, јас пренесувам информација, не ја измислувам, не тврдам дека е вистина, пренесувам глас. Гласот го вели следново. Една од приватните гимназии во Скопје држи настава на несоодветно место, со несоодветни услови, кои на децата, кои не се мал број, предпоставката е преку 100, ги држи во една латентна опасност да изгорат како пилиња доколку има пожар. Затоа што условите не дозволуваат евакуација, затоа што условите каде што се држи наставата не дозволува безбедно напуштање на просторот во брзо време. Аги, знаеш што е главниот проблем? Не, само да завршам, информација многу е сериозна. Значи, нека ова биде допрен глас до релевантните институции. Една од гимназиите, приватни, во Скопје, држи настава небезбедно и маса дечиња се во латентна опасност. Тоа е информацијата која ја пренесувам. Релевантните институции, доколку го слушаат ова, а сигурен сум дека по службена должност некој го слуша ова, нека има признаење дека имаме, ако е ова само пример, дека деца учат во услови кои се небезбедни, латентно опасни по нивниот живот. Колку такви има по Македонија? Тоа е едно. Второ, во својот развој, повторувам, апел, релевантни институции, прочешкајте го случајов, има луѓе кои што стојат за ова, ќе го објаснат, документираат и аргументираат. Имаме деца во опасност. Не непосредна, но не дај Боже пожар, не дај Боже земјотрес и не дај Боже некаква случка, децата како пилци ќе изгинат. Тоа е глас што го пренесувам. Агим, им стоиме на располагање за да не шириме затоа што станува збор за приватен субјект, да не излезе дека ние влегуваме. Да, беше приватен субјект. На секоја институција. А и животите на загинатите се приватни животи, лични животи, млади, невини, наивни. На секоја институција, Агим Јонус и Љупчо Златев ви стоиме на располагање доколку е потребно да ви откриеме за која школа станува збор, да не излезе сега дека правиме ние маркетинг за другите и напаѓаме. Затоа не го кажуваме називот на средното училиште, да не излезе дека создаваме параноја, дека поддржуваме едно школо, друго го напаѓаме и така натаму. Значи, обратете ни се слободно. Јавно повикуваме да ова биде допрен глас до релевантните институции. Овој глас не го измислуваме, овој глас го пренесуваме. Така. А изворот на ова е спремен да излезе во јавност. Во ред, ти благодарам за ова. Уште еден апел до институциите. Сегде каде што може да се провери, да се проверува, за овој случај ви стоиме на располагање. Знаеш што е главниот проблем во овој момент? Ова е голема одговорност, расчистувањето на проблемите на системот, се голема одговорност на оваа влада, но екзистенционална работа во однос на Република Македонија. Доколку не се случи ресет на системот, ние како држава нема да обстоиме.
И тоа е она што Ова извини. е тема за понатамошна дискусија, Да. во тоа со големо задоволство би сакал да Но дискутирам. сега да се вратиме назад. Верувајте, ќе биде тешко. Верувајте, овој систем корумпиран, длабински внатре, Пардон, ќе тешко се е брани. малечок и нежен Да. збор. Ќе биде возможно ли или невозможно? Возможно е И сега секогаш. денеска ќе анализираме што е возможно, што не е возможно. Извини, Агим, сега те оставив, те молам. Да. Значи, веќе во понеделник корумпираниот систем планира да се брани. Како? Една странска држава, за која што податоци ќе добиете во понеделничкото издание на Утринско еспресо на Радио Лидер, во која ќе објавиме документи, фотографии, а може би аудио снимки. Една странска држава директно се меша во Македонија преку една помала опозицијска политичка партија. Се е документирано благодарение на луѓе кои се од таа политичка партија и се патриоти. Во понеделник во Македонија подготвуваат хаос. Причај о томе, каков хаос? Што може поголем хаос од ова да биде? Веќе почна да се создаваат услови и веќе почна да се собираат групи. Оваа странска држава, ова го координира преку две групации. Едната го разбива во овој момент студентското движење во Македонија и сакаат да направат сценарио од понеделник да се почне бојкот на настава на факултетите. Со една единствена причина, иако ова е многу различно кај нешто се случува во Србија. За настрешницата во Србија до ден денес немаме ни еден во притвор. До овој момент имаме над 30 луѓе за ова што се случи во Кочани уапсени. Тоа е прво. Но, ова е обид на тој систем, на таа длабока држава, да не дозволи да се случи операцијата Сабија. Преку создавање на вакви граѓански немири. Едната групација, организирана, платена и со инструктори од оваа странска соседна наша држава, која не е Бугарија, да ја кажам, немој да помислите во таа насока, бугарите излегоа најодговорни во оваа криза, ги инструира овие работи. Детали за ова ќе добиете во понеделник. Многу сериозно понеделник. обвинување што го кажуваш ти, многу сериозна најава. Ако ти ги покажа, ти покажав еден од документите. Ми ги тоа, ова е атомска бомба што ти го збориш. Значи, И јас ќе повторам, сигурно релевантните институции го следат ова што го Апсолутно. И првото и јас што го кажав за гимназијата. Се. И ова што ти Во го исто време, втората група се организира на некакви поранешни шарени револуционери и така натаму, и таа сака да прави нешто. Немаме досега податоци за тоа дали странци се вмешани во тоа. А кога не биле? Кога не биле? Кога не биле странци умешани кај нашите... Е логичното прашање. За овие две групи, особено за првата, не очекуваме разум, затоа што ги знаеме какви се и ги знаеме што се би направиле за власт. Во оваа емисија им се обраќам на ДУИ. Еден функционер на ДУИ беше уапсен Крешник Бектеши. Дали е виновен, дали е невиновен, не знаеме во овој момент. Бил издаден некаков документ од неговото министерство, некаква потврда, се чешла, се истражува. Се шират податоци во јавноста дека во понеделник ДУИ ќе објавува протест. ДУИ. Јас, Лјупчо Златев, голем критичар и на вашата партија, и на СДСМ, па и на ВМРО и на СИТ. Ве молам да не водиме меѓуетнички, да не долеваме меѓуетнички Джабе молиш. оган на ова. Джабе молиш. Ова не е етничко прашање. Извините, молам и слушајме. Ајде. Во модуларната болница загина албанци поради корупција. Во Кочани загина македонци. Во Ласкарци загина и албанци и македонци во тие автобуси
поради системската корупција. Овде нема етничка димензија, овде гинеме сите подеднакво што живееме во оваа земја. Џабе молиш, единствениот модус операнди е тој. Како не сваќаш 30 и кусур години го садиме тоа семе. Семе на раздор, семе на етнопосветеност кон некакви локални каузи на кои што државата е жртва. Државата е жртва на мајмуни, на луѓе кои што максимално го искористија таа етноподеленост. Не можеш ти да дозволиш една партија да стане и да каже ние сме обесправени само затоа што сме албанци. Тоа е политички максимален аматеризам. Но види, истовремено тоа семе на раздор, тоа гноиво е распространето метастазирано во сите сегменти и македонско, и турско, и каурско. Во саботата. Оџата од Скопје беше првиот... И ти мене ми се лутиш, ко викам дека ние сме стока, ние не сме стока, ние сме за отстрел. Те молам. Во саботата, првиот човек кој отиде во градската болница да изрази поддршка на семејствата на повредените, кои беа избезумени во тој момент, беше скопскиот Оџа. Дали бил во собствено име или во име на цел народ и цела конфесија една? Затоа што тој е представник на религиска институција, тој освен во свое име бил и на својата институција. Тоа му е должност. Во исто време. Сега извини. А теренот што вика? Теренот го вика супротното. Во Тетово видовме еден прекрасен собир на млади албанци, најголем дел, кои запалија свеќички во знак на солидарност со оние во Кочани. Видовме дека Македонија плаче заедно. И немојте да помислите дека сега може да создадете меѓуетнички тензии користејќи го овој случај. Остави го романтизмот на страна. Истите тие албанци во Тетово, кои што палеле свеки. Имаше на Скендербек плоштадот уште еден собир. Остај да зборам. Истите тие што во Тетово палеле свеки, дали се спремни да го дигнат гласот и да пријават колку во тој регион има локали, какви што се Пулс во Кочани, колку во тој регион има собиралишта, каде што потенцијалната опасност по животот е огромна, колку неправилности во нивното секојдневие има, колку системот кој што го живеат им дава пропорционална безбедност и гарантирано нормално функционирање на животот. Не навлегуваме во тоа дали се албанци, навлегуваме во хипокризијата. Чувството е едно, ставот е друго, а реалноста е трето. Јас чувствувам по Божја волја и по моје убедување жал. Дури и куќе ако умре на улица, камо ли човек. Но тоа не значи дека јас сум социјално одговорен човек и да во општеството учествува било како во спречување на било какви девијантности или во доведување до опасност. Ние зборувавме уште во понеделникот, не знам дали си не гледал, имаме хаос. Дека одговорноста почнува индивидуално и исто. Како да се поттикне, како да се собере? Полек. Како да дигнеш народ? Има два начина. Имаш ли лидер? Еве го имаш Мицковски во моментот на кој што мислам дека максимално треба да му дадеме поддршка. Значи, Агим, но дали ќе му дадеме? Агим, вака се. Народите и државите. Имаме перпетуум мобиле во државата. Извини. На два начини ги учат овие лекции. Извини. Првиот начин е преку образовниот систем ги учат лекциите на туѓа кожа, а оние кои не се посветуваат на образованието, како што сме ние, како нација целосно, независно од етничките групи, ти учат на потешкиот начин, а тоа е на своја кожа. Да, но тоа е само уништување. Сега, ситуацијата, јас ти давам во моментов диагноза. Ние, со овој случај, и со овие серија на случаи предходно, не помина долго време кога зборувавме за младата Фросина која загина во Скопје. Не помина долго време кога
разговаравме за Вања Ѓорчевска. Не помина долго време ни за модуларни болници, ни за како се вика ласкарци, ни за се. Ние секогаш, извини, Агим, не ме прекинувај се, не те прекинувам, не ме прекинувај. Као Васко Ефтесија. Ние секогаш на своја кожа ги учиме работите. И време е да раскрстиме со тоа, и време е системот да си земе под свое и да му дадеме поддршка да се создаде. Конечно да се создаде, затоа што ние де факто немаме систем, тоа е фактичката состојба. Дај ми сериозна формула. Дај ми една издржана формула како на оваа држава може да и се направи ресет во функционирањето. Ти велиш операција Сабија, насловов на денешнава дискусија е дали е можно операција Сабија во Македонија. Не е споредлива. Сабија беше вперена кон една група криминална од Земун, која требаше да автоматизам вовлече и политичари, и ти реков ми рече, но тоа е локална работа. Операцијата Сабија не го спаси Ниш, не го спаси Крагуевац, не го спаси Валјево. Операцијата Сабија го средуваше Белград. Ова кај нас е канцерозно метастазирано ткиво до сите сегменти во државата во постоењето на оваа земја. Затоа е спреска. Го реков следното, кому се обраќав на Христијан Мицковски јавно, од овој микрофонов дека и сега, реков, без соработка со народот не можете да направите ништо и најдете ја формулата со која ќе соработувате со народот. На крајот од денот тоа и не работи. Значи, ние имаме тотално пепелосана држава во основ на функционалност, во основ на соработка на сите нивоа, на квалитетно, професионално и доследно ниво. Ние имаме пепел во државата. Како од тој пепел, повторно му се обраќам на Мицковски, господине Мицковски, како од овој пепел да станете феникс? Имате луѓе кои ќе ве бутнат нагоре, кои ќе ве издржат и кои во вашите крила ќе дувнат, ќе внесат ветер. Најдете ја формулата. Формула јок. Зошто јок? Ова не е од вчера. Овие проблеми со кои што живееме не се вчерашни. И затоа реков, ова е веќе модус операнди, единствениот начин на кој што населението, луѓето, државата, народот разбрал дека функционира, а тоа е, ти си го едуцирал така, дека само криминогено може да функционира. Формулата, синтагмата, снајди се па живеј, не може да ти биде правец во животот, затоа што при модул на снајди се па живеј, ти не може, а да не прескакаш законски норми. Снаоѓањето на овој начин создаде гето Скопје, гето провинција уште погетоизирана, функционалност по која што не постои институција на која што може да се подпреш. И сакаш вистинска релација или пропорција во односот со државата, држава, граѓанин, држава, не. Секој испадна на крај дека се бори сам за себе. Апсолутно, но... Значи, уште една реченица, ќе молчам после. Не, ти значи, очигледно... Мицковски, или мафтај со мечот, купи го народот. Немој да те обесхрабрува тоа што луѓето се поделени по политичка основа, по етничка основа, по религиозна основа. Од сите нив во ткивото гарантирам дека ќе купиш повеќе од половина луѓе. Ќе ги купиш и ќе ги ставиш на своја страна. Но замавтај со мечот. Или, нека ни е Господ на помош, 200 други избори нема да сменат ситуацијата во Македонија. Многу добар коментар од нашиот слушател Илија Лазаров. Тој вика, досега вика, може би мислевме дека Македонија може. Сега не мислиме дека Македонија може. Сега мислиме дека Македонија мора. Ау, многу ме бендисуела. Секоја чест. Значи, поздрав до нашиот слушател и токму така. Во овој момент Македонија мора.
Веќе не станува може, не може, вака или така. Јас имам и сериозна критика до она што ти го кажа през. И токму затоа те молам, Агим, дај да не дискутираме, да не анализираме дали можеме или не можеме. Ама јас ја барам формулата, дај ми ја формулата. Само една работа да си ставиме сите во главите, тоа е формулата. А тоа е дека мора. Знаеш? Како? Мора. Не знам како. Значи, кога ќе си ставиш дека мора и кога ќе кажеш, како што кажал оној у Прва светска војна, врховна команда избресала ја ваш полк и свог бројнок стања, крај е. Ние ако треба ќе се жртвуваме цела генерација, но мораме. Лјупчо, кој е тој авторитет што ќе те натера да размислуваш по принципот мора? Кој е тој авторитет? Имаме ли авторитет? Немаме во Македонија. Имаме. Немаме. Во овој момент се наметнува таков авторитет. Не, во овој момент му даваме шанса. Да. Едно е да постои, а друго е да му даваш шанса. Пази, лидери се создаваат. Лидери не се поклањаат. Па во тешки денови се создаваат лидери. Нема еден лидер што се создал во токму затоа. Во лесни токму затоа. Македонија нема лидер. Македонија да имаше лидер, еден сеопшт лидер, еден генерален лик кој што ќе стоеше зад Македонија, е плурибус унум, сите заедно. Сосема поинако ќе беше сликата за Македонија. Ние овдека не плаќаме данок само на неправилниот систем, само на дисфункционалниот систем. Ние овдека плаќаме данок и на разделеноста, поделеноста, и на трулоста, и на бандитозизмот во Македонија, на се. Ние сме дно. Од тоа дно имаме зрачак мал на надеж, а тоа е најавата. За сега, најавата дека ќе правиме ресет. Ајде да го поддржиме тоа. Па не Мицковски, Свети Мицковски нека бил, било кој што се појави, во случајов е Мицковски. Мицковски, стоиме за тебе. Мафтај со мечот. Кратко јасно. Но ние имаме мултиплекс проблеми во Македонија, което е еден од мултиплекс проблемите во Македонија. Ете ти го ти најавуваш, ова е многу сериозно и обвинувачки што го кажуваш дека од понеделник ќе почнат сериозни немири. Да се разбере. Не знам дали ќе почнат. Се најавуваат од понеделник. Да се разбереме, дали влегуваме повторно во сценариото направи хаос за да биде држи воду док мајстори оду. Така. Тоа е идејата. Ако е држи воду док мајстори оду во Македонија, Македонија отиде. И после ќе не биде историски крив Цацко или Мацко. По методот држте лопова, сака да го организира ова од понеделник. За да не држиш, него да ga гањаш, а не и да ga уатиш. И пази, тука има вмешани, извини, и интербалкански лопови, кои па сега преку тоа што ќе го прават во Македонија сакаат и себе да си се спасат. Види. И тука имаш еден широк комплот. Истурени се пари, веќе се истураат. Има докази за тоа. Има докази за се. И сведоци ќе доаѓаат во студиово и ќе зборуваат што се правело. Пред да направиме мала пауза, ќе кажам тежок збор и свесен сум за тоа што кажувам тежок збор. Македонија, ако сега, here and now, ано домини 2025, март месец, сериозно не започне промени, ние, дајте, ве молам, во најкус временски рок да распишеме референдум за самораспуштање. Пријатно, идеме на пауза. Две ексклузивни информации беа објавени во првиот дел од оваа емисија. Првата е дека една гимназија во Скопје не е приватна, не исполнува буквално никакви безбедносни услови во случај на пожар, а втората е дека веќе имаме странски влијанија, пари, собиранки и обиди од понеделник да почне сценарио за дестабилизација на Македонија во овие тешки моменти. Гледате како што и самите гледате, нашите непријатели не спијат. Агим, во вториот дел од емисијата имаш некаква порака од твој пријател? Да, би сакал интегрално да прочитам текст,
SMS порака од мој близок пријател, кој дефинитивно, барем по моje мислење, има право. И не да има право, него вришти. Да се разбереме, по распадот на Југославија, Македонија влезе во филмот "Снајдувај се како можеш и организирај се како знаеш". Во тој дел, индустријата, општеството, се она што требаше да представува некаков континуитет во работата на државата и така натаму, доби некаква форма на одиме од почеток, но почетокот беше криво садење на државата. Во индустријата, кога ние се во ова што денеска го зборуваме, драги слушатели, е уствари темелено на случајот кој што стои актуелно и чиј траор го чувствуваме во душата. И значи зборуваме за безбедносни мерки, зборуваме за мерки фокусирани на тоа што се случи во Кочани, што може да се случи, а актуелно е горуче, и како да спречиме и што да преземеме за да такви случаи веќе нема. Со самото тоа консеквентно да направиме и поширок еден радиус на преземени мерки, да нештата почнува да доаѓаат на свое место и функционалноста да биде адекватна. Читам текст од мој близок, драг пријател. Вели вака: по дисолуцијата на Југославија, голем број од македонските текстилни комбинати го загубија 20 милионскиот пазар, што придонесе за нивно постепено пропаѓање. Тетекс, Отекс, Нонча Камишова, Македонка, Астибо, Битулатекс, Прогрес. Од ова произлезе создавање на стотина мали приватни фабрики, кои ги превземаа 50.000 текстилни работници од пропаднатите комбинати. По правило, најголем број од новосоздадените мали приватни фабрики се сместуваа во неадекватни простори. Пази, повторувам, неадекватни простори. Складишта, хангари, продажни салони, скривници. Ова ме посеќа на фактот дека дискотеката Пулс била прво магазин регистрирана. Така ли? Или грешам? Идеме даље. Хангари, продажни салони, скривници, работници, јас додавам, кои не ги исполнуваат елементарните услови за хигиенотехничка, противпожарна и сигурностна заштита. Дали консеквентно на текстот на мојот пријател можеме да го поставиме прашањето: која е бројката и адекватно на тоа? Дали ние имаме пола нација во опасност? Во однос на оно што го зборува во првиот момент, имаме еден брейкинг. Ово утро се јавија од Студентскиот сојуз на правниот факултет Јустинијан I, загрижени затоа што некој сака да ги злоупотреби студентите во овој момент. Интегрално ќе го прочитам соопштението кое студентите на правниот факултет Јустинијан I, факултетот каде што јас студирам. Извинувам, секунда. Да. Луѓе, народе, дали сте свесни во која дупка сме? Значи, извинете, кои студентите го пишуваат. Оно што го опишува во првиот дел, каде што кажував дека се спремаат фатални сценарија за Македонија од странство, иницирани, поддржани и платени, студентите на правниот факултет го објаснуваат на еден малку поинаков начин. Сега ќе ви го прочитам нивното соопштение во целост. Наши колеги, но пред се пријатели и сограѓани кои длабоко ја чувствуваме болката која ни ја всади трагедијата во Кочани. Сите сме изреволтирани, вознемирени и растревожени од континуираното потфрлање на системот и институциите. Како студенти на правен, како никогаш досека се соочуваме со тоа дека правдата е само концепт и дека ништо нема да ни ги врати тие прекрасни, млади и надежни животи. Изразуваме големо жалење и негодување на нашите колеги, студентски представници на филозофскиот факултет, од таму почнува ова, кои видно не ги познаваат ниту своите надлежности, ниту одговорности, а се бирани од своите студенти. И ја узурпираа ситуацијата
да изманипулираат искрени и честни студентски грла во трагедијата која не снајде. Согласно нормативните акти, студентското собрание на одреден факултет, например правен, филозофски, може да именува само 20 делегати во редовите на Универзитетскиот студентски сојуз, согласно член 36 став 3. Понатаму, ЗВО остава простор истите делегати да се променат или отповикаат од страна на факултетското собрание кое ги избрало. Дополнително, единствен механизам за изразување револт во случај на несогласување со ФСС со работата на УСС е отповикување на избраните представници и да не се именуваат нови. Уште повеќе, на филозофскиот факултет се уште ги нема отповикано делегатите предходно избрани, туку напротив, истите делегати активно учествуваа на последната седница на Универзитетското студентско собрание. Бараме јавно извинување од страна на членовите на студентското собрание на филозофскиот факултет. Кон сите студенти, бидејќи го злоупотребуваат просторот за ширење на лажни информации кои за жал се базираат на нивната правна лаичност. Една од причините за таа лаичност е токму и партиската припадност на дел од членовите на тоа собрание, кои впрочем први ја споделија таа вест не само по студентските канали за комуникација, туку и во медиумите. Неправото не продуцира право. Партизираните деца не најавуваат непартизираност. Неинформираноста не потикнува просперитет и здраворазумско дејствување во едно општество. Трагедијата не е политички капитал. Во моменти кога болката не разорува, а неправдата не гуши, единството и рационалното размислување се потребни повеќе од било кога. Тагата ни е заедничка. Гневот ни гори во градите, но не смееме да дозволиме да не поделат токму сега, кога најмногу ни треба сплотеност. Ова не е време за лични агенди и индивидуално профитирање. Ова е време за борба, за студентска солидарност и заеднички отпор против корупцијата и нефункционалниот систем. Животот е единствен, животот е едноставен и нагло се менува. Видовме. Алал да му е раката на младичот со кој е напишал таа реченица дека трагедијата не е политички капитал. Трагедијата е трагедија, не е капитал по ниеден основ. Алал да му е што е напишал таа реченица. Суштината е дека во овој момент некој се обидува трагедијата да ја користи како политички капитал подолго време, уште со оние лажни вести. Вчера дискутиравме овде, пак ќе подсетиме. Некој до овој момент се уште лаже дека бројката е поголема на загинати од тоа што е до сега. Молиме на Бога овие повредени сите да преживеат и бројката да остане иста. Да се случи чудо. Но во овие моменти, со лажни информации, со лажни тврдења, па лажа дека полицијата ги затварала вратите во дискотеката за да изгорат луѓето. Па шират теории да заговор дека не се случило тоа поради пиротехниката. Очигледно е дека центри на моќ се обидуваат да го злоупотребат се ова, а во понеделник на оваа радиостаница наутро ќе дознаете и како. Ајде да прејдеме со оглед на кусоста на емисијата, да прејдеме на она што го најавивме како тема за дискусија. Дали е можна операција Сабја? Ке го прифатиме. Ете така како... Не дали е можна, мора. Не, да е. Не ни дискутирам. Во ред. Ајде ќе го земеме тоа како предмет на дискусија. Дали е можна, јас би додал и кој да ја направи операцијата Сабја, наречена, по она што се случи во Србија. Како прво јас поставам следно прашање. А еве ти, Лјупчо Златев, повели. Ги повикувам и слушателите со коментари да се вклучат. Кој е тој во Македонија од мајка роден маж
што ќе преземе битка која ќе се базира по принципот ни по баби, ни по стричевима. Како прво, јас му се обратив јавно на премиерот Мицковски во емисијава и повторно ќе го искористам етеров за да му поставам уште едно прашање. Господине Мицковски, ете, вие како што реков дека треба да замафтате со мечот со оглед на тоа дека е во вашите раце и ние ве поддржуваме, нагласувам, ве поддржуваме со мечот в раце. Да одите напред. Колку сте спремни да ампутирате од вашето ВМРО-овско ткиво? Не може 30 години никој да биде безгрешен. Да, затворивте, приведовте, во притвор ставивте градоначалници на ВМРО, откочани, ти реков ми рече ово, она. Меѓутоа, тоа не е суштината. Тоа е козметика. Ако се отворат случаевите, кој јадел, кој пиел, кој е на маса, кој е на каса, треба многу подлабоко да го зариете мечот во ова труло ткиво и да го извадите туморот. А туморот вели дека не постои политички субјект кој нема канцеромозно ткиво, кој нема дел од собствениот ред, кој што не треба како свети овој мечот кој го аждерот кој го свети Илија, мислам дека беше. Свети Георгија, како свети Георгија што ја убива аждајата, еве, јас велам, вие сте Мицковски, свети Георгија во моментов. Каде ќе забодете аждајата? Дали во мевот, дали во срцето, дали во главата? Размислете добро за ова метафора што ја кажувам. Но, повторно прашувам, колку сте спремни да отфикарите, да ампутирате од собственото ВМРО-ско ткиво? Тоа е прво. Второ, апропо, кој е тој маж, кој е тој јунак, кој е тој од мајка роден, што ќе стане и сеопшто ќе ја покрене Македонија во малку поинаков амбиент, а со самото тоа и некаква прогресивна просперитетна иднина. Имаме ли таков човек во Македонија? Кој е тој? Дека имаме следбеници, ако немаме ќе ги создадеме. Затоа што правдолюбиви луѓе постојат, добри луѓе постојат во сите ткива, поделени по политичко ткиво. Но јавно прашање до тебе, Љупчо Златев, а со самото тоа и до јавноста. Еве, ја прашувам цела Македонија, ја користам привилегијата што зборувам во етеров на радио јавно. Имаме ли од мајка роден муж што ќе стане и ќе рече стоп, сечам глави, фигуративно 3 пати повторувам, сечам глави, кој крадел, сечам руки, кој лажел, сечам јазик, кој украл, сечам кеса, му ја растурам, а со самото тоа му ги сечам и раците и нозете. Имаме ли во Македонија преродбеник, историски преродбеник? Немаме. Во актуелниот момент, 3 пати повторувам, шансата му е дадена на Мицковски. Јас, Агим Јонус, таа шанса му ја давам и го поддржувам и ќе сторам се за доброто на Македонија, но дали сум единствен? Но каде ни е единството? Но, народе, што правиш ти, народе, освен што гледаш сеир? Немаш 3 чисти да станеш. Немаш 3 чисти да поправиш нешто што уствари те тера се подлабоко во оваа кал. Поднесувајте пријави. Звонете во полиција. Сегде каде што ќе видите субстандарден објект. Апсолутно. Стандард да не е исполнет. Кршење на закон. Абе, некој прешел на црвено светло, на зебра. Сега ќе ви кажам. Зошто? Некој плюкнал на улица. Пријавувајте. 7 полициски службеници кои сега се во притвор. Знаеш ли зашто се во притвор, Агим? Затоа што во системот на МВР детектирани се пријави по кои тие не постапиле. И затоа што не постапиле по тие пријави, сега се во затвор. И ова е добро. Извини. Да. И ова е добро затоа што доколку вие пријавувате злоупотреби, доколку пријавувате субстандардни работи, утре некој
Ако не постапи, ќе оди во затвор. Една мала дигресија. Народе не се води од таа примитивистичка, народна, архаичка мисла, да не бидам шпион. Не, треба да бидеш во моментов шпион. Да не бидам тој што цинкари, да не бидам кодош. Абе, глуп, направи го тоа за тебе, за твоето дете, за неговата почва на која што живее, работи, јаде леп и живее и гради иднина. Ама да не бидам ја кодош, сега ќе го пријавувам тој и тој. Нема. Ама има и едно друго прашање. Се извинувам длабоко на простаклукот. Колкава е таа бројка што има чист задник? Сите се кријат. 90 и кусур проценти од населението, живеејќи по принципот на снајди се па живеј, го спрекршил на законот. Или премостил закон, или направил вака, или направил така. Добро, простено ви е, луѓе простено е, како рекол Исус. Исус рекол, кога видел дека ја каменуваат Марија Магдалена, застанал во нејзина одбрана и рекол: нека фрли камен прв тој што никогаш не погрешил. Во ред, тргнуваме од тоа Исусовското, нека фрли камен прв тој што никогаш не погрешил. Меѓутоа, крајно време е камењата да почне да се фрлат, па нека биде само двојца што фрле камен, али нека почне. Има и безгрешни луѓе овдека. Тие безгрешните луѓе се луѓе кои се веќе социјални случаеви, а академски личности, кои чекаат со кесето на автобуска таму од пазари скочени затоа што купиле пола кило банани и не можеле кило да купат. Има луѓе со чиста совест се уште во Македонија. Во Македонија се уште има луѓе кои што е чија звезда на челото свети, велат со крстот на чело, јас ќе речам со звездата на чело. Меѓутоа, луѓе, ова е судбоносно прашање во актуелниот момент. Дали ние сакаме Македонија? Дали ние сакаме здрава држава? Дали сме ние луѓе со својата почва ја љубат? Еве ви го моментот, еве ви го прашањето, еве ви е шансата, луѓе. Стани, народе македонски. Кога вела македонски сите Господинот жители. Мицковски вели, нашата слушателка Надица, вели, рече, брат да ми е, сестра да ми е, ќе одговара. Тоа треба да биде нашиот пристап, почитувани слушатели. А ги мислам дека доколку прошириме, ќе разводниме. Ги пративме најважните пораки, ги споделивме најважните информации. Ке се чуеме повторно. Да си дадем уште една минута само. Значи, не, доволно е, те молам. Те молам. Потенцирај ги двете пораки од денеска уште еднашка. А тоа е, имаме гимназија со деца во опасност, потенцијална, не активна, не актуелна, потенцијална опасност, гимназија имаме приватна, и втората е, од понеделник има најава за сериозни нереди во Македонија. Спонзорирани, иницирани, со инструктори дојдени, ги знаеме идентитетите и на инструкторите, и имаме и слики, имаме сега работа и ќе ги објавиме во понеделник. Полиција, Господна помош. Да, све имаме. Очекувам уште попладне да бидеме викани. Нема веза, шта е туе. Идемо дале. Народе македонски, пробуди се. Не има. 5 да сме. Колку сме, толку сме. Доволно сме.